Преку Facebook групи станавме сведоци за сексуални предатори врз малолетници и експлицитни фотографии од девојки во групата Јавна соба. На забавата на TikTok апликацијата и зачестија трагичните краеви. Социолозите алармираат дека родителите ја губат контролата што прават нивните деца на интернет. Желбата за популарност и намалената социализација, посебно во време на пандемија, го воведува животот на младите во опасност. Социологот Илија Ацески апелира на внимателност. Според него, интернетот како алатка за комуникација е совршена, но исто така има свои негативни страни. Би требало да, особено кај младите, да се превземе нешто во тој поглед. Во смисла на овој процес на образование, особено во станува збор за школската младина, за најмладите, да се укажува на тие опасности кои што тие можат да бидат изложени себе си и да ги изложат другите во таа ситуација. Родителите, особено на помладите, би требало да обрнат многу повеќе внимание, да не ги оставаат да располагаат неограничено со телефоните, со интернетот, не. Психолозите сметаат дека љубовта и дружењето во семејството секогаш се клучни кога станува збор за осамени деца кои социализацијата ја бараат во виртуелниот свет. Треба семејство, семена љубов. Тоа е тоа што им фали. Не социјалните мрежи. Социјалните мрежи ќе ги заборават. Кога во семејството има љубов, има внимание, има убава насметка, на децата им треба внимание. Децата се осамени, не се виновни тие. Виновни се родителите. Стотици опасни задачи кружат на социјалната мрежа TikTok. Децата учествуваат во предизвици кои можат да имаат фатални последици. Последните случувања најсилно го вклучија алармот за она што се случува на интернет. Изминатите 2 недели, 3 деца од Србија, Италија и Тринидад и Тобаго ги загубија своите животи изведувајќи ги задачите, а според истражувањата, најмалку 82 смртни случаи и се препишуваат на оваа апликација.